Како една од активностите на манифестацијата Велешко културно лето во организација на општина Велес и на локалната библиотека Гоце Делчев од Велес, ја имаме промоцијата на монографијата Македонски рок времеплов од Тошо Филиповски. На оваа монографија и предходат две други. Само за тоа ќе зборуваат повеќе Борче Стојанов и самиот приредувач. Јас ќе кажам збор два за Тоше. Тој е слободоумен и авангарден во своите идеи и постапки. Уште од средношколските и студентските денови е поврзан со македонската рок музика. Популаризацијата и афирмацијата на македонската рок сцена ја постигнува преку реализација на голем број радио и ТВ емисии, како што е Македонското радио Клуб 100, Студентското радио, Канал 103, Радио Равел и други. Автор е на нам добро познатата музичка емисија Досие, емитувана на ТВ Сител, која што доживеа 77 изданија, и на емисијата за македонската музика, која се реализираше на ТВ Телма. Тоше е организатор и на 5 изданија на интернационалниот Underground Фестивал, единствен од таков вид кај нас, мислам во нашата држава. Тоше го организира и кај нас првиот музички фестивал на отворено, Аларм, и сметам дека, знам дека дел од неговото секојдневие, веќе 30 на години, е собирање музички артефакти, изданија, информации за македонската рок сцена. Негова следна цел е отворање рок музеј, кој ќе представува всушност центар за истражување, архивирање и промовирање на македонската рок музика. Јас му посакувам што поскоро да реализира таа своја цел и во следна пригода да зборуваме токму за тој музеј. Голема чест и задоволство ми е што во нашиот град денес го угостуваме еден голем господин пред се, човек кој што, ја би рекол 4 децении, Тоше нема да сгрешам, собира музика, од прилика толку. И ќе кажам неколку збора за Тоше Филиповски и општо за нашата сцена и горе-доле што има во овие 3 книги кои ги гледате пред вас. Прво да кажам дека се работи за опсежна работа и создавањето на една ваква книга, чисто за информација, трае неколку години, може би децении, зависно нели која материја, како се обработува. Со Тоше се знаеме над 30 години, која ги организираше, да ми исправиш ако грешам, во кодекс на правниот факултет, тие први панк и хардкор 92, така. И многу ми е драго што тој е повеќе специјалист за панк и хардкор, а ја повеќе за хеви метал и сите тие видови и подвидови кои се присутни во нашава држава, така да можеме да се надополнуваме. Ќе започнам со првата книга Македонската рок енциклопедија, каде што се опфатени бендови кои што твореле од самиот почеток на создавањето на рок-н-ролот на овие простори, и што е посебно значајно за тогашен Тито Велес, а денешен Велес, е дека во оваа книга се опфатени 5 имиња. Се надевам дека во иднина ќе бидат опфатени и повеќе, кога ќе биде и второто издание, значи нема да биде дополнено, туку ќе бидат нови 333 бендови, колку што си во првата книга. Опфатени се покри групата Ламаш и велешкиот бенд Лебеди. Тука е Сашко Костов, Стереотипови и Триумфи. Се надевам дека во втората книга ќе бидат опфатени Струјно коло, потоа Оловна рестрикција, Кокер и Парализер и уште некои други бендови кои свиреа. Например, Струјно коло издаде албум, чисто за Струјно коло да ви кажем што е многу битно. Тој е првиот македонски хеви метал албум, Пари Пари, сниман во март и април у студиото Моцарт во Кавадраци кај Коце Моцарт, издаден во јуни месец 92 година. Санаториум покасно го издадува на работ на разумот, тоа е негде Тоше ноември-декември 92. Така нешто. Ама имаш Welcome to
Welcome to Sanatorium е демо албум, ово е класичен албум, така да се смета ете веле се како прв град кој што издали heavy metal албум, чисто за ваша информација. Она што е многу битно да кажам за првата книга, е што ваквите автори се многу ретки на овие простори и тоа дава дополнителна тежина на тоа што Тоше го сработил. Јањатовиќ Петар, еден музички рок критичар кој сигурно го знаете, од Србија издаде југословенска рок енциклопедија која досега доживеа 4 изданија дополнети, но истиот повеќе акцентот го стави на рок н рол бендови, а метал, панк и хардкор бендовите му се на маргините, за жал, во неговата енциклопедија. Кај Тоше мора да го пофалам, е спротивното на македонската андерграунд сцена и дава огромен простор и секој читател ќе си најде свое место и ќе си најде податоци кои што му се многу битни. Втор човек од овие екс-југословенски простори е Златко Гал, музичкиот критичар од Сплит, кој исто така издаде енциклопедија, но тоа беше светска енциклопедија, така да оваа наша енциклопедија може комотно да им конкурира на сите тие изданија. Второто издание македонски винили, треба да си ги набавите сите три, доколку го прочитате ќе се зачудите колку имаме издадено плочи на наши македонски бендови. Нели сите знаеме за Леп и Сол и таму некои други бендови што твореле претходно, но мислам пресвртницата настанува со југотоновото издание на Конкорд албумот Have the Blues и посебно Тоша, мислам ќе се сложи со мене, бит на 1988 година, кога се појавуваат 3 култни албуми на македонски бендови. За мариборската издавачка куќа Хелидон испаѓа првиот албум на Мизар. Само да ви кажам дека првично требало да излезе за ПГП РТВ тогашно, но Оливер Мандич, тогаш главни одговорен уредник, им кажува дека материјалот треба да биде на српски јазик, тие го одбиваат, точно така. И затоа е издаден преку Горан Лисица Фокс, еден многу битен андерграунд уметник, и се издава за издавачката куќа Хелидон. Вториот албум битен го издава белградската издавачка куќа Југодиск, се работи за албумот на Александар Македонски за херои и принцези на познатиот панкер Картер, каде што е исто битен за тогашната македонска рок-н-рол сцена. И третиот албум на Асторија, чин први кој го издава ПГП РТВ. Тие се од 88 година и после полека се прави музичката и касетна продукција на македонска радио и телевизија, каде што, за жал, освен Оган под звездите, првиот албум на Меморија и вториот, немаме плочи, туку имаме само Јаков. И Јаков, да. Нешто Бубамара има издадено. Тоа се везилки изданија. Тоа се на везилки изданија. Да ги поздравиме членовите на Парализери стереотипови. Да, иначе им благодариме на присуството. Повелете, седнете. И значи тука ќе најдете што се однесува до Велес, имаме наш сограѓанин Лазе кој што живеел во тоа време во Америка и кој што има издадено плоча, која што е многу ретка, но Тоше многу му благодариме што ја публикуваше, што ја објави и што ќе можете, доколку си ги купите овие книги, да си прочитате што и како е издадено и каде е снимено. Значи, има уште многу работи кога се винилните изданија во прашање, бидејќи Тоше твори целиот овој период, ќе кажувам малку за тоа. И накратко да кажам за третата книга Македонски рок Времеплов. Значи, Времепловот е за некои настани, концерти, години на раѓање и така натаму што се битни за овие простори. Тука исто така имаме неколку сограѓани, едниот што туку влезе тука у ликовниот салон, пишува и за него, ќе пишува и за други, така да многу битна книга, многу убаво напишано и јас се надевам дека ќе се најде интерес кај вас да се најдат овие книги. Да ви кажам една многу битна работа. Книгите се народски кажано за џабе во споредба со книгите кои што се продаваат околу нас во овие држави. Отидете во Србија, отидете во Хрватска,
вакво едно издание испод 100 евра нема да најдете. Минимум, и тоа на најобична хартија, а само ќе ви кажам, еве ги винилите, како се штампани и на каква хартија. Тоа е светска работа, не да го фалам Тоше, навистина се потрудил, исто е и со, ја мислам, да, исто, значи, направено е на светско ниво, без, јас колку што можев да видам, скоро ниједна печатна грешка, без со добра резолуција, сите фотографии, пазел авторот, внимавал, бидејќи видите вака не се представува сами од себе си, туку и државата од која што потекнува и каде што живее, бидејќи колку што знам веќе низ цел свет се дистрибуирани, има дури и до Исланд ти објави, секаде има овакви изданија. И од прилика тоа би имал да кажам, да не должам многу малку да каже и авторот, срекни сме што е тука, се надеваме дека вакви средби ќе има почесто, инаку е сосема за крај да кажам, Тоше, верувам сите знаете, голем колекционер на плочи, касети, дискови, музички списанија и пред се артефакти и работи поврзани за македонскиот рок-н-рол, од карти, од плакати и други работи кои што се битни. Се надевам дека наскоро тој рок-н-рол музеј ќе го среди, ќе го направи како што тој го замислил, бидејќи нели желбата на автор е да биде нешто тој како што сака, не другите како што ќе му наметнат, можеби поради тоа малку и циклусот на издавање на книги изискува повеќе време, но како и да е, срекни сме што е тука, го поздравуваме, прво да му посакам ја од моје лично име и се надевам од име на сите вас долго здравие во овие тешки времења, да биде здрав и жив, уште долги години да твори тој и неговата фамилија, да не израдува со вакви изданија, но да знаете сосема за крај, овие изданија ќе останат и за генерации понатаму како сведоци дека некој човек правил. Меѓутоа, сето тоа не би имало ефект доколку ние како потенцијални конзументи на таа музика не би ги купиле. Едно е нешто да се чита на порталите и на мобилните телефони и на таблетите, друго е кога го имате во пишана форма. Авторот отишол далеко дотаму што и нонстоп го потенцира тоа по социјалните мрежи, дека е можно и на рати да ја купите книгата и на начин вие како што сакате, се со цел оваа книга да заврши во повеќе домови во нашата држава. Јас многу ви благодарам за времето што ме слушавте, а сега микрофонот ќе му го препуштам на главниот виновник во наводници за тоа што сме тука. Тоше, повели. Формата на комуникација многу повеќе би ми одговарала, доколку имате и некои прашања, слободно можете да ме подпрашате, па да не биде само сух монолог, затоа што можам да западнам во еден проблем, а тоа се вика 2 сати да говорам континуирано, затоа што има многу што да се кажува за македонскиот рок-н-рол, па сега можам да скокам од една на друга тема, проблемите, ситуациите, како да се надминат ситуациите, како да подобриме македонската рок цена, и за да не бидам малку така конфузен, ќе се обидам да се сконцентрирам на да ги представам пред се овие 3 книги, а потоа некоја интерактивна комуникација да воспоставиме, па да си направиме и некој вид дебата. Се надевам дека во иднина ќе има и некоја можност во Велес да организираме некоја трибина дебата или било што, затоа што Борче ја напомена ситуацијата, Велес некогаш и Велес сега по однос на рок-н-ролот не е ист. Јас сеќавам на деновите кога и како клинец сум доаѓал на некои свирки кои што се случувале во Велес, инаку сум попотекло од Кочани, па не ми е многу далеку да доаѓам. Се сеќавам на многу бендови, да спомена, има само 5 во македонската рок енциклопедија, меѓутоа има уште десетина кои што ќе бидат застапени во вториот дел, кој што 2023 планирам да го објавам. Тоа ќе бидат 333 нови бендови. Сега може некои од тие да бидат вклучени и во првата македонска рок енциклопедија, меѓутоа такви беа можностите, комуникациите. За жал не добивав доволно информации за некои бендови. Јас сметав дека ако не сум целосно, или јас ако лично не сум задоволен од информациите кои што треба да ги пренесам во енциклопедијата, тогаш подобро е да го изоставам тој файл за некоја следна прилика, отколку да дам некои обскурни информации. И сега, одговарајќи на поставените прашања, да има некои технички грешки низ книгите, тоа секако,
работата е макотрпна, низ главата поминуваат и јадници информации, можно е да дојдат до забуни, и да, приметив и некои забуни, може би и некои податоци и не са веродостојни, меѓутоа од 2500, сега зборувам за македонската рок енциклопедија, од 2500 луѓе кои се споменати во оваа книга, јас успеав да искомуницирам 500-600 луѓе, значи приказниве од останативе луѓе ги немав, па за да направам реконструкција, но верувајте и овие 500 дадоа доволен број на информации, сето тоа требаше време и време да се средат, подготват, а не беа секогаш најсјајни и најточни информации, па да се направи една права реконструкција. Македонската рок енциклопедија ја објавив 2018 година, по едно 10 години работа, собирање на материјали и веројатно 3 години интензивно пишување на тие материјали, околу точно 333 бендови, на околу 500 страници, и верувам, а го спомена и Петар Ењатовиќ, малку ќе скокнам, значи иницијалната каписла за пишување на оваа книга е да мој драг пријател 1997 година ја промовираше југословенската рок енциклопедија во Скопје, и имав чест да му бидам тогаш, да бидам во ситуација како што е Борче сега, воведничар на таа книга, и тогаш му реков, викам, Перо, пријателе, овако нешто мора да има и македонската рок сцена, пред се не бев задоволен со застапеноста на македонските рок бендови на таа XU рок енциклопедија. Тој се насмеја и рече, да, супер, истурка ја работа, ми треба 20 години, од кои 10 повеќе беа емотивно подготвување за една таква приказна, 10 години интензивно собирање на материјали, иако и самиот и претходните 20 години собирав, меѓутоа тоа беше малку. Една година поминав во Универзитетска библиотека истражување на материјали, 2-3 години интензивна комуникација со луѓе, собирање материјали, па средување, и така на крај излезе приказнава, и тој Борче го спомена, ова е репрезентативно дело македонската рок енциклопедија, како што нема негословенските рок простори. Например, ти ги спомна Хрвативе, се уште немаат релевантна хрватска рок енциклопедија, имаат во 90-тите Корајко Пасарич од Риека направи мала хрватска енциклопедија, која што е тотално нерелевантна. Словенците немаат, има во Војводина, една мала локална има во Црна Гора, една мала локална и таа екс-југословенска. Значи, национална енциклопедија не постои. И верувајте, кој од вас некојаш нешто пишувало, е страшно макотрпна работа. Не да си го кренам сега егото, го кажувам на вистина, ако немаш љубов кон работите што ги пишуваш, ако не ја сакаш материјата, тогаш џабе и цел тим од академици да се собере да пишува, нема да ја направи работа или нема да направи релевантна реконструкција. Стојам за секој напишан збор, за секоја напишана дата, да, можно е да се погрешени, меѓутоа тоа е затоа што не секогаш информациите се точни и не секогаш низ годините. Тоа го проверив истражувајќи една година во Универзитетска библиотека, не секогаш информациите кои што оделе во дневните весници биле точни. Значи, многу погрешни информации се пласирани и сега требаше да се направи една квалитетна реконструкција, да се помине низ животите на 2500 луѓе, да се состават нивните приказни и да се направи една релевантна енциклопедија на македонската рок музика со која што сите ќе се гордееме. Јас се гордеам, а се надевам и луѓето кои што се запишани внатре. Интересно е дека, го спомена и Борче, жанровски, иако гласи како рок енциклопедија, на неколку наврати тоа го објаснував, да, овде можете да најдете и некои поп-рок состави, джез, хеви метал, значи жанровски одредници, можеби 50-тина, ако така ги поделиме. Има и амбиентални бендови, етно, world music бендови, електронски бендови, и углавно се водев во ова прва енциклопедија да бидат бендови, затоа го потенцирам тоа. Значи, овде не е застапен, да речеме, Владко Стефановски, Кирил Џајковски со своите соло проекти, Јаков Дренковски, тие составени за вториот том кој што го подготвувам интензивно, и тоа би било 2023 година, значи нови 333 проекти кои што функционирале во периодот од, по мене тоа е некаде 63-та после земјотресот или некој месец пред земјотресот, па до 2018 година. Сега сме веќе 2021-2023 ќе бидат 60 години од појавата на македонскиот рок-н-рол.
По завршувањето на книгата веќе ќе се префрлам веднаш и на втората, веќе беше малку полесно. Значи, покрај пишувањето на македонската рок енциклопедија се најдов и на некои проблеми кои што и не беа од калибар кој што лесно се надминува, а тоа е бркање на спонзори, нешто што како автор е најмалку што може да го посакате, да се занимавате со бркање на спонзори, пишување на проекти, одбивање во континуитет од страна на Министерството за култура неколку години. На крај морам да се заблагодарам и нив дека конечно 2018 рекоа да ќе ја поддржиме енциклопедијата со некои средства. Меѓутоа најголема благодарност на печатницата Бранко Гапо, која што по пренесувањето на идејата дека сакам да ја печатам книгата, а неам пари, тие само рекоа во ред, друже, пишувај, ние ќе отпечатиме, а ако треба и 5-10 години после отплаќаја книгата. И тоа беше иницијалниот момент да ја завршам, бидејќи иако напишана беше пред откажување, затоа што навистина изискуваше многу средства да се сето тоа отпечати. А веќе собраниот материјал ја разбрани кај мене немирниот дух, дека приказнава не смее овде да застане, дека македонската рок сцена има уште многу што да покаже, а од друга страна и реакциите кои што стига од пред се југославенските простори, меѓутоа и од нашинците кои што ја набавуваа книгата, а за жал се раштркани на секаде низ светот, можеби 50% од луѓето спомнати 2500 овде веќе живеат надвор од Македонија, што е жално, меѓутоа ете се потрудија, набавија книги, чувството за исполнетост и најголемата награда стигаше токму од нив, од фотографиите кои што ги испраќаа, не знам, од Исланд, Канада, Австралија, Нов Зеланд, Индија, не може да се сетам на сите држави, кај што се сликаат пред некоја знаменитост од градот и еве, македонската рок енциклопедија се наоѓа тука и успеав да испратам и ја прифатија и ми испрати исто така едно поздравно писмо дека се наоѓа и во Конгресната библиотека во Вашингтон, што е за мене исто така многу драг чин и се надевам дека ете покрај нашава библиотека универзитетската, еве сега ќе има и во Велешката библиотека, и има и во Конгресната библиотека, за жал не во сите библиотеки во Македонија, бидејќи не пројавија интерес да ја имаат. И така, сега се надврзува на приказната, веќе собраниот материјал, веќе запознената во детали македонска рок н рол сцена ми даде една сила повеќе да влезам во една нова приказна, а тоа се надополни со мојата колекционерска активност повеќе од 40 години на собирање на винили и решив да документирам уште еден сегмент од она што се нарекува македонска музика, македонска рок сцена, а тоа е се она што е објавено во овој период кој што го споменав, значи од 63-та до 2020 и 2019 е таа објавена, односно првиот винил работејќи од 63-та до 2019 ископав информација и винил кој што објавен 58 година од Шпато во тогашен Југотон, што е прво појавување на македонска урбана музика, современа музика на еден носач на звук, винилен носач на звук, и ми ја зголеми уште толку желбата да и тој момент го документирам. Значи, веќе истражувањето одеше малку побргу, затоа што материјалите ги имам сите тие 333 винилни изданија, на кои што се наоѓаат македонски бендови, значи да напоменам само да биде појасно, не се комплетно албуми, се работи за сингл плочи, се работи за компилации на кои што се наоѓаат странски и домашни, на кои што се наоѓаат македонски бендови. Меѓутоа 333 изданија во сите нивни можни варијанти. Што значи тоа? Дека имаме на пример винил на еве како пример ќе го кажам FPO Forever Positively Obsessed, еден актуелен поточно сега не постоечки, меѓутоа многу важен хардкор бенд македонски кој што на денешен ден е формиран пред точно 20 години. Денес не постојат, меѓутоа денес име годишнината. Значи имаат една синглица објавена у Америка у 7 различни винилни варијанти однос на бојата на винилот. Црвени, жолти, зелени, сите тие се тука представени. Има такви повеќе случаи. Главно таа андерграунд сцена функционирала така, различни винили, различни изданија, различни формати на 7-инчни, 12-инчни, 10-инчни формати. Во најмали детали,
односно, например, првото издание на Леп и Сол, првиот албум на Леп и Сол го имам представено во 8 различни варијанти на етикетата на самата плоча. Значи на една пишува прво издание, на друга второ, третата е бела, четвртата е кремаста, на петата пишува сребрена плоча, на шестата златна плоча. Сите најмали детали што се однесуваат за македонската винилна дискографија се офатени. И како ваков проект не постои на југословенските простори никаде. Значи ваква детално представување на една сцена представена преку изданијата објавени на грамофонски плочи не постои. Тоа ми иницираше и е во подготовка за следната година да се објави една овакво издание, значи ова е документирање на комплетната дискографија за касети. Ова е за винили. Ќе се работи и на една ваква монографија по однос на касетија, здравје, значи понатаму планот и за CD изданија. И тоа гледано во една перспектива од 20, 30, 50 години за некои идни генерации е страшен и силен момент за поттикнување, за истражување, за прелистување, за подсетување и за гордење со она што македонската музика, современа музика го оставила како творештво. Оно што бев инспириран пред се и беше еден негативен момент кој што со години го приметував и голем дел од вас го приметувале, а тоа се оние емисии кои што постојат на телевизија па и на радиостаници, кои што имаат секојдневни времеплов или како се викаат таму емисии низ минатото. Години, како, заборав. На денешен ден низ минатото, кој што слушаш секојаш информации, а најмалку информации има од од Македонија, од македонската култура, а за македонската музика воопшто и да не спомнувам. Поправо ќе да кажат информации на денешен ден е вториот брак на Цеца, отколку да добиеш информација дека на денешен ден пред 20 години се формирани ФПО или на денешен ден е објавено не знам, ова и ова издание, ќе провериш ти што на денешен ден точно се случило и така. Значи, тоа се инспирации кои што низ собирањето на овие материјали ми ги даваат идеите, значи, по однос на македонскиот рок времеплов. Не можев да се помирам со таа ситуација да македонската култура и македонската музика. И сега во тој сегмент македонската урбана музика, современа музика е толку маргинализирана. Особено, тоа го спомена Стефи, во медиумите сум од некаде 90-та година, работев добри 20 години по медиуми и ги знам луѓето кои што се сега на позиции по медиумите и ми иритираше тој факт дека тие луѓе кои што растеле со современата македонска музика од осамостојувањето нааму сега имаат подбивен однос према едни Архангел, према едни Мизар, према едни Ламанш на локално ниво, ако сакаме да зборуваме, или према Канго во Кочани, или си ја запоставуваме современата музика за сметка на новопридојдени квази музичари од регионот, па и од домашно тло. Значи, иако негативна сепак беше инспирација, начинот на кој што функционираат медиумите. Не дека сега со книгава која објавив ги помрднав многу, се уште идат со такви ступидни информации кои се однесуваат на минатото, меѓутоа приметив дека дел од особено радиските радиостаниците сепак ја користат оваа книга и од време на време даваат по некои информации што се случило. Значи, на некој начин ова му доаѓа како трилогија, меѓутоа приказнава за мене не е завршена, а со самиот чин што на секоја од овие три книги стои прв дел. Значи, секоја и понатаму посебно може да се развива. Тоа не значи дека јас би се нафатил или јас би имал право да ја надоврзам приказнава, може би после 20 години некои идни генерации или наши пријатели, ваши деца ќе се нафатат да ги продолжат приказните. Само сакав да потенцирам дека на ниедна од досегашните овие три книги не е завршена приказнава. Музиката, како и културата воопшто е жива материја која што во моментот дека зборуваме некои деца некаде нешто создаваат и е убаво за некој догледен период тоа да биде документирано повторно за некои следни генерации за кои што таквата и музика и култура и пишан материјал може да послужи како инспирација за едно подобро утро. Ако ние не го живееме, тие веројатно некогаш се надеваме дека ќе
ќе го живеев. Сега ја би завршил толку, во принцип, значи, само не спомнав за последната македонскиот рок времеплов, значи, енциклопедијата и македонската дискографија имаат по 333 единици внатре, а македонскиот рок времеплов се најдов во ситуација да пишувам за настани кои што се случиле на секој ден во годината. Значи имаме 366 дена, во секој ден од годината по минимум 3 до 4 настани опишував со фотографија и со експлинација за настанов и уште по неколку настани само наброени и сето тоа доаѓам до бројка од околу 1500 настани кои што повторно ги селектирав, филтрирав од околу 4500 кои што ги имам забележено во мојата дата база на податоци. Значи, сето ова е еден мал сегмент од големата македонска рок музика и незината осташтина во 6 децении наназад. Имаме богатство со кое што треба да се гордееме сите ние и богатство кое што треба да го запишеме и да го оставиме за идните генерации да се потсетуваат од време на време на него. И би завршил овде со книгите, би оставил подоста на вас некои ситници, некои прашања да поставите, само да напоменам дека во моментов работам на уште една книга и си дадов некој завет сам на себе дека додека здравето ме служи, една книга секоја година е убаво да се објавува. Пробав и со 2-3 книги, ама бидејќи приказливи ги соло ги туркам, значи се уште не можам да најдам на некоја континуирана поддршка, дури ни финансиска, за секоја книга одново аплицирам, барам пријатели и за среќа наоѓам, значи покрај Министерство за култура и за секоја од книги ви има и по некој приватен спонзор или пријател кој што и дури инкогнито ми дава поддршка финансиска за да ги отпечатам овие изданија. И да ги отпечатам и квалитетно и на тоа сакав да не го заборавам тој момент дека уште со првата книга си реков сам на себе или ќе биде книгава како што треба отпечатена и направена и ликовно и графички или воопшто нема да ја правам. Значи или ќе бидеме ќе си го почитуваме македонската осташтина, македонскиот труд на бендовите пред се и квалитетно ќе го тоа представиме или воопшто да правиме книга на шапилограф или како фанзинче, нема поента во приказнава. Меѓутоа намерно инсистирав на прва црно-бела бидејќи ја спомнав инспирацијата од XU, дури дизајнот е многу сличен, навистина бев инспириран од таа XU рок енциклопедија и инсистирав да биде така во црно-бела форма. Веќе наредниве, виниливе изискуваат колор варијанта, бидејќи се работи за посебно уметничко представување, визуелно представување на омотите на плочите кои што се сами по себе приказни. Значи, едно е слушањето на музиката, меѓутоа гледањето на винилот, на грамофонската плоча е една сосем поинаква приказна, особено кога се знае, а во македонска дискографија е споменато, врвни луѓе работеле како дизајнери на тие омоти на плочи. Значи врвни од незаборавниот Мир Илич од Квадрат у Загреб на Have the Blues до нашиве покоен Дарко Маркович на Лепи Сол, Грчак на некој од изданијата на Лепи Сол. Врвни дизајнери работеле на тие плочи и се навистина приказни за себе и инсистирав да биде во колор со тие обвивки. Третата веќе кога видов како изгледа тоа убаво на колор со квалитетна хартија, веќе подолу не одам, така да и секоја наредна книга ќе биде во тој формат. И кога веќе ги најавив книгиве, значи сега она на што работам за оваа година е монографија на Мизар 1981-2021. За прв пат тоа ќе биде монографија на еден македонски современ бенд, објавена воопшто, значи до сега за жал македонската рок сцена немала таква монографија, за жал ниту едни Лепи Сол нема таква монографија, никој не се сетил да направи. Мене предизвикот со Мизар ми беше поголем затоа што сум современик и се убаво сеќавам и на времето кое ти го спомна 1988 кога се објави таа плоча, а и пред тоа на нивната работа. И ми беше и самата 40 годишнина од нивното постоење ми беше предизвик да се напатам на такво нешто. Интензивно работам, тоа ќе биде до крајот на годината. И тоа што се однесува до книгиве. Значи, само на кратко би споменал, меѓутоа за жал овде заборавив и малку поинако беше поводот за представување на книгите, уште еден вид на кој што
момент на кој што работам и е многу битен начин за документирање на македонската музика е објавувањето на грамофонски плочи, кој што веќе фатив еден континуитет, 6 досега објавени, уште 2 пуштам сега во печатење. И во најголем дел се работи за компилации на македонски бендови од 80-тите години, македонска музика. Дел предмалку слушавме пред да започне промоцијава на книгиве, дел од тие бендови и тоа пред да зборуваме токму идеше берза кои што ќе се најдат на следната компилацијска плоча, значи тоа е уште еден момент и уште еден апел до бендовите кои што ги знаете од Велес, значи активно собирам и аудио материјали, впрочем и Борче спомена и Стефане дека собирам и секакви материјали кои што се поврзани со македонската рок музика, бидејќи интензивно работам на создавање на тој Центар за истражување, архивирање и промовирање и дигитализирање на македонската рок музика, односно музеј, архив, институт, се во едно место за зачувување, но и представување на сите сегменти од македонското рок творештво. И сега имавме ние и некои разговори со Стефани за да представиме дел од таа колекција. Јас успеав во изминативе 2 години околу 200 артефакти да ги урамам и се подложени на изложба. Може навистина добар пресек да се направи. Пред 20 на дена имав една таква во Кочани, визуелни одговор на македонските носачи на звук во 20 век, од 71 до 1999 година 50 или сите 50 македонски LP изданија се урамени и може да бидат погледнати, така да ќе се разговараме со Стефани во некоја следна прилика. Меѓутоа, и многу постери и плакати се урамени и тоа е повторно уште еден, ги користам овие ситуации да упатам уште еден апел дека ме интересира и доколку имате сочувани и такви материјали, а дел имам добиено и од Пинтел и од некои други од вас, значи мали ситни влезници за концерти, за мене драгоцено богатство, плакати од некои концерти што овде се случувале со македонски бендови. Сето тоа ќе биде ставено во музеот и овозможено за некои, за вас и за некои идни генерации, сето тоа со години да стои да биде разгледувано. Тоа е во однос на тој материјал, а аудио материјалот исто така интензивно го собирам и сакам што е можно повеќе, бидејќи македонската радио телевизија како најголем како се викаше тоа, има најголем фундус на таков материјал, бидејќи во 70-тите, особено во 80-тите години, најголем дел од македонските рок бендови имале можност по една до 2 песни да снимаат таму, меѓутоа тој фундус сега е недостапен за нас обичните луѓе, за жал, дури и за нивните новинари кои што работат таму, дел кои што сакаат да пуштаат, а дел од нив не ни знаат, ниту сакаат да пуштаат македонска музика. За жал и нам, ентузијастите, не ни дозволуваат да допреме до тие материјали. Значи, она што успеаме преку луѓе да го најдам, јас се обидувам да го ставам на грамофонска плоча и да исправам една неправда која што, бога ми, 40 до 50 години е така стои како неправда, а тоа е неможност за дел од тие материјали да бидат достапни за поширок круг на луѓе конзументи да слушаат убава македонска музика. А верувајте, реакциите исто на просторите на некогашна Југославија, кога ја објавив претходниве 2 плочи, особено втората, имали забава Macedonian New Wave 81-85, беа на некој начин шокантни за луѓето кои што на поранешните југ простори занимаваат со слична работа, архивирање, документирање и дури разговарање на тие теми за некогашната заедничка музика и приредување на материјали, па се фатија сега во една ситуација на небрано. Еден пријател подготвува југословенската New Wave сцена 78-85 имаше намера да стави само 2 македонски бенда, моментов кога му ја доставив, а условот беше да бидат објавени, да имаат објавени материјал на носач на звук. За жал ние до тој момент немавме, меѓутоа кога му ја дадов плочава, се најде ситуација да мора да стави 12 бенда, бидејќи 12 бенда имаат македонски објавен носач на звук и влегуваат во таа категорија, па така да и неговата книга ќе мора да биде поголема. Нешто слично ти ми спомна со хеви метал сцената, исто така македонската хеви метал сцена е многу силна во 90-тите, меѓутоа не многу позната на просторите на некогашна Југославија и сега ќе се најдат повторно ситуација да
при секое идно колектирање или објавување некои материјали мора да се повикаат на мене, на тебе, на било кој од Македонија, дај ни материјали затоа што е неправедно да бидат тие бендови запоставени. Значи, би можел, веќе го најавив пред можеби саат време, дека можам да зборам и да скокам од тема на тема, меѓутоа генерална е темата македонска рок музика, затоа овде би запрел и би оставил на вас доколку имате некој прашање, затоа што ќе ви изморам со моите монолози, меѓутоа страста ми е голема кон македонската музика и едноставно не можам да говорам за неа и за проблемите и за убавите работи. Благодарам што дојдовте уште еднаш. Благодарам на Тоше што дојде и го представи она што го работел. Значи, за многумина од нас непознато, многу новини дознавме и се надеваме сите следни проекти ќе не информираш на ваков начин или на подобар. Се гледаме следниот пат со изложба. Фала многу, Стефани, за ова, да. И не мора да биде вака конвенционално комуникација, ние остануваме и ќе поразговарам со задоволство со секој од вас. Само да напоменам дека да, со задоволство прифаќам секое гостување и го кажав тој на почетокот и за изложба и за било каква ситуација во која што би можел низ разговор, низ дебатирање да помогнам. Многу би сакал велешката сцена да биде многу посилна или приближно како она што беше во 90-те години, значи активна и силна и на македонско ниво. Многу би сакал да видам една велешка компилација на грамофонска плоча на велешки рок бендови. Зошто да не? Значи има доволно материјал. Многу би сакал да видам една, тие спомена во Борчево муабетот, таа Прилепска калдрама, една мала книшка, меѓутоа опфатена градската сцена во Прилеп, градската рок сцена низ годините. Така, не е започите книгата, мала е по обем, меѓутоа е доволно за почеток за истражување. И тоа е убав чин да се нафати некој, значи градските сцени да започнува да ги обработува. Сепак локално некој ќе знае подобро од мене за да ја представи целата таа велешка сцена. Мене ми е многу криво. Ти ги спомна овде ги имам Лебеди, меѓутоа јас знам и за бендови и пред Лебеди, меѓутоа не успеав да најдам информации. Тоа се неколку бендови дури паралелно со скопските, значи некаде 63-та година, кои што започнуваат, неколку бендови, меѓутоа не успеав, веројатно некој во иднина за следно издание ќе ми најде некои контакти да се видам со тие луѓе, се надевам се живи и здрави, па да може да бидат офатени. Таа пионерска генерација е особено инспиративна за мене и оваа првата македонска рок енциклопедија ја наменив со почит кон нив, кон тие луѓе кои што со гитари во раце го создавале македонскиот идентитет како народ. Значи, тие ја донеле урбаната култура во Македонија во почетокот на 60-те години. Значи, не доближиле до запад и мора да имаме почит према тие луѓе, према таа генерација на луѓе кои што за жал се помалку се останати меѓу живите. И само за крај да напоменам дека овде донесов и еден документарец кој сака може да го погледне 45 минути. За жал, повторно ќе кажам, еден од ретките македонски документарци воопшто направени, значи тоа е уште едно поле документаристиката, визуелната документаристика која што е многу малку обработено во Македонија, постојат многу малку вакви материјали, а ова е еден документарец работен средината на 80-те години од страна на Алјоша Семјановски, кој што 2018, само неколку месеци пред промоцијата на енциклопедијата, го ископа, го пронајде во бункерите на Македонската радиотелевизија и тогаш го промовиравме. Овде може да се видат некои навистина ретки архивски материјали кои што од средината на 80-те до сега за жал МТВ успеа да ги изгуби, а тоа се пионерските снимки на Бис-Бес од 60-те години. За жал сега не можат да ги пронајдат. Тие снимки стојат само на овој документарец. Ова се карамела, некои снимки, али ќе го погледнете доколку ви интересира, 40-45 минути трае. Ви благодарам уште еднаш и тука сме за муабет.